Добре дојде во магична сцена за Жарко Димовски. Жаре, добро им дојде. Добро ја најдов, баш ми е драго, повторно е по трети, четврти пат, не знам веќе кој пат ми е тука и секогаш ми е задоволство да се навратам. Може да е 7 и 8. Може и да е 7 8. Се уште едноцифрен, сигурно, да. Значи, лошо сме менаџирале, требало барем двоцифрено да биде досега. Па да, ете, ајде да кажеме 12-та емисија, баш ми е драго што сум тука. Се надевам дека ќе продолжиме оваа традиција, ќе продолжи. Жаре, Димовски беше дорека беше во Прилеп, сега се ожени, што направи, скопски државјанство доби? Да, зедов документи скопски, конечно сум Димовски сега, ја зедов во презиме, не никогаш нема, тоа си останав Димовски, баш ми е драго. И женети и Ерген исто така, со истото презиме. Женачката нешто смени во животот? Па, смени на подобро, тоа можам да кажам. На подобро тргна работите и навистина е супер, одлично е да си во тие води некако влезен. Кажи ми, долго време се забавуваше со девојката? Па да, околу 3 години, ова ние веќе сега едно во брак, 4 отприлика, да. Ги поднесува тортурите што секој глумец ги прави врз фамилијата? Па таман се навикна да ги поднесува, почна пандемијата и сега сме дома и нема што да поднесува, тоа супер е. Значи тоа е како тест период се венчавме и наеднаш се деси еден локдаун за да се видиме дали сме еден за друг или не и испадна дека сме. Ајде да се вратиме, Жаре, од Прилеп, од времето, кога заврши средно и кога се двоумеше што да бидеш. Дали знаеше дека ќе одиш на глума или можеби на кај музика те носеше повеќе патот? Тоа беше далечната 74-та кога се вратив од војска. Шала на страна, не така спомна кога се низ времето да се вратиме. Долго време размислав што да бидам. Сакав да бидам многу работи во животот, од временски патник преку доктор, преку појменам космонаут и сватив дека сето тоа уствари можам да бидам на сцената и на филмското платно, а некако и музиката можам најмногу да имплементирам во самата глума и во самата професија, така да некако паралелно ги терам тие работи, официјално пред, што знам, 7-8 месеци сум и официјално и пејач, така да некако паралелно ги работам тие работи. Ти станав колега и тебе исто сега пред скоро, така да сум и водител. Некако сите работи тие се поврзани едни со други, убаво е тоа да се работи заради една пред се актерска хигиена што знам да кажам јас, да не заглавиш само во едно, така да супер е тоа. Жаре, најдобар пејач меѓу глумците си секако. Тоа нема што да дискутираме по таа тема. Најдобар глумец меѓу пејачите. Најдобар глумец меѓу пејачите, тука малце не знам, треба да испитаме да видиме до каде. Тврдам одговорно, тврдам дека е така, да знаеш, пејачите, новите колеги, секоја почит до нив, некако многу се кочат кога се на сцена, за разлика од ние што си имаме бафтано со оваа професија претходно пред публика, многу е полабаво. Јас тоа го осетив на самиот Макфест кога бев. Гледам која трема има, знаеш, колегите и баш сите ми вика, блазе се ти тебе као опуштен си. Сето е тоа тука, сето е тоа еден мајндсет, се е тоа во главата со самото искуство што се билда, нели, искуството а најдобар учител се учат сите работи. Така да убаво е тоа, знаеш. И мислам дека добро е да си глумец меѓу пејачите и пејач меѓу глумците. Жаре, малку да се вратиме за факултетските денови. Учевте се и игри и танци, тебе тоа сето ти оди многу лесно. Кога те гледа некој човек на сцена, буквално ти се знаеш и преубаво глумиш, и преубаво пееш, и преубаво играш, и музички инструменти можеш да си патиш и да импровизираш дека знаеш да свириш. Сето тоа беше вроден талент или можеби со тек на време, со учење, сето тоа се вежба? Како што кажав, тие се некои професии и работи што се поврзани меѓу себе, секако, така да само треба да знаеш да ги отклучиш. Тоа ти е како една зграда со многу станеви, заклучени се вратите, треба да знаеш само да ги отвориш за да продефилираат различни. Што треба да знаеш да го погодиш? Да, во ходниците. Така да ми одеа лесно, ги учевме ние тие работи на факултет, но мене ми одеа од рака, ми одеа лесно и само си ги надоградува. Види, едно е талентот да го имаш, друго е да сакаш да го негуваш и да го работиш и да го развиваш и така натаму, затоа што тоа ти е, знаеш како, ако не ја подмачкуваш машината, колку и да била добра, ќе заарѓа во еден момент, така да тоа е тоа. Ми одеа мене тие работи, од секогаш бев и со музика, игрорна одев едно време, доста свирев таму, играв таму, така да некако тие работи после се поврзаа и самите танци, и сценските движења, и модерните танци што ги учевме, и пеењето и така натаму. Супер, тоа беше цело поврзано. Кога за студирањето ти беше лесно, така? Па да, ми беше лесно студирањето, ми беше малце и скапо да душа студирањето, ама ете Скапо Прилеп Скопје? Да, скапо беше малце студирањето, со самото тоа што беше скапо беше и лесно, да беше поевтино можда ќе беше потешко.
Најновата ти е водителството во македонска телевизија, Джентлмен почна да се емитува, тоа ви е снимени материјали кои што сега нас брзо почна тоа да го работиш, така? Да, тоа ми е релативно ново, имам до сега 4 или 5 емисии снимено. Договорот ми е за цела сезона. Тоа се емисии кои што одат на МТВ, да, но тоа е на Фрајде продукција, се снима на различни локации низ Скопје и низ Македонија, се емитува на МТВ, одат унапред. Да, нормално ги снимаме унапред. По една до две емисии максимум, за да останеме во тек и со временските услови, и со самите гости, и со актуелните теми. И тоа е тоа, да. Се надевам дека ќе оди долго време. Навистина интересна емисија за џентлменство, за еден вид на изумирање кај нас што се помалце го има, но се надевам дека се уште има такви луѓе елоквентни господа кои што ќе бидат достојни за во нашата емисија. Се надевам дека со Тино, колегата твој од Театар за деца и младенци, од Театар комедија, пошто снимав сега во Театар за деца и младенци, со колегата твој од Театар комедија, дека ќе навикнеш заедно да снимаме емисија за џентлменство таму, не чека понатаму да снимаме, затоа, пошто не слуша што зборуваме, затоа го спомнав. Ќе има колеги од, тоа ми беше прашањето, ќе има колеги од Театар комедија? Да се надоврзам на претходното, можда и си некаков предвестник на еднината, можда со Тино ќе видиме колеги во Театар за деца и младенци. Трансфери може да се случуваат, не знам. Ќе видиме, ќе го играме Волкот и Црвенка, па нешто што тоа го немаме со него играно заедно. За колеги и за актери, да, секако дека ќе има. Секако дека ќе има. Еден е во најава што треба да снимам за 2 дена, но не откривам ништо, ќе видат гледачите сами. Така да продукцијата си ги брка тие работи, јас можам да дадам предлог, да, но тие си имаат свои некои правила по кои што се водат за гостите, така да тоа е тоа. Се надевам дека ќе има многу повеќе колеги. Се враќаме со завршувањето на факултетот. Вечна дилема дали да се врати човекот во матичниот град, во Прилеп, кој што одличен театар има, со одлична актерска екипа, на млади актери, каде што супер би си прошол, да речем, одлично би те примиле, но исто така, пошто си веќе во Скопје, те знаат и другите театарски куќи, имаше ли дилема каде или што после завршување? Имав дилема, апсолутно да, но имав дилема за каде во скопските театри. Ние те и го спомна и Тино е тука, нели, ние работевме во драмски тоа време. Во драмски ни беа и часовите, во драмски работевме и представи. Кога се вработував, почнав и во комедија, значи некако паралелно се одвиваат тие две работи во тие две театарски куќи, само што се вработив во комедија, почнав да работам и во МНТ, значи имав представи МНТ, драмски и велешки театар и комедија, и тогаш добив неколку понуди за трансфери, но одлучив и сватив и еве сега се потврдува тоа дека не направив грешка што останав во комедија, затоа што во другите театри секогаш ќе добиваме понуди и убаво е да одиме. Значи сепак заради таа една актерска хигиена која што ја спомнав претходно, но тоа што останав во комедија навистина ме прави среќен и ден денеска гледано од оваа дистанца. Да, за Прилеп имав размислувано, но никако не дека, знаеш, не сакам да се вратам, него цело време гледам дека амбициите и желбата за остварување, за само надградување, за компетиција со самиот себе си, некако се случува на поголеми места, дури и од ова каде што сум сега, така да следните мои планови се и за други поголеми театри, поголеми места и поголеми филмски проекти надвор од тука. Така да се надеваме дека сето тоа ќе успее, здраве Боже. Здраве Боже. Кога разбра дека ќе бидеш главна улога во Чикаго, што значи што овдека си имаше ти главни улоги во театар комедија, но да се биде во еден мюзикл кој што прв пат е на нашата сцена така професионално поставен и да се биде главна улога во тој мюзикл во Македонскиот народен театар, значи таму каде што гостуваш, каде што не си член, што значеше тоа за теб, за твојата кариера и воопшто за твојата фамилија кога им кажа што ќе се случува со тебе? Па, тоа навистина беше едно интересно искуство, затоа што јас пред се отидов на кастинг за да играм било што во мюзиклот. Сакав мюзикли да пробам, тоест имав претходно играно главна улога во драмски, во Македонска крвава свадба. И познавајќи го МНТ како театар, и тогаш беше релативно нов и големината на самиот мюзикл кој што е по бродвејска лиценца и така натаму, отидов на обичен кастинг за не знаев зашто. Никако не мислев дека ќе видам за главната улога, но ете се случи тоа што се случи, ме одбра да видам главна улога помеѓу голема конкуренција и тоа за мене во секој случај беше еден голем предизвик пред се на кој што сакав да одговорам најдобро што можам и одговорив најдобро што можам, затоа што јас секогаш викам делата да зборуваат, а не самите зборови, така да еве сега од една дистанца веќе овој декември ќе направи 5 години од како беше премиерата на мюзиклот, можам да кажам дека
помина доста време, направивме еден мюзикл кој што беше еден од подобрите во регионот. Луѓе кои што го гледале, дури и америчкиот, кажаа дека нашиот е еден од подобрите. Штета што живееме во таква држава во каква што живееме, тој мюзикл се упропасти по само 20 изведби, а као имало лиценци, немало лиценци, не знам, тоа беше подавање на топката на една многу лоша игра со многу лоши пасови, така да испадна тоа што испадна, утакмицата не заврши добро и мюзиклот пропадна. Имаше некои најави дека ќе се врати долго време, луѓе сакаат да се врати во МНТ на каса, се уште ја барале представата, но ете, да се надеваме дека ќе дојдат подобри времења и ќе направиме подобри мюзикли, тоа е тоа. Иначе за мене беше навистина голем предизвик, голем залак кој што го изжвакав како што треба и беше многу супер. За сите беше добро, и за мене, и за мојата фамилија, и за моите колеги, и за самиот МНТ, така да полн погодок. Јелена Јованова и Арна Шијак ти беа колешките. Да, Јелена Јованова, Арна Шијак ми беа главните партнерки, таму беа Ивица Димитриевиќ, беше Тања Кочовска, еден куп луѓе имаше и од опера балет, и од хорот, и од филхармонија имаше многу. Тоа беше еден проект со околу 100 луѓе, тоа беше една страшна дружба. Процесот се работеше скоро 9 месеци со паузи нормално, но станавме сега, да не звучим клише, како една така голема фамилија која што многу се дружевме сите. Почнавме од лето, почнавме тоест од март месец, завршивме декември, фативме и летен период, се дружевме многу и на отворено и на затворено и секако. Супер беше, тоа беше навистина едно нешто кое што на сите ни фали и ќе ни фали. Да се направи анкета онака со подписи, мислам дека 100 од 100 ќе има. Јас сигурно подпишам одман. Сакам да те прашам околу подготвувањето, затоа што не е лесно ти и да глумиш и да пееш во исто време. Колку таа подготовка на тројца актери кои што сте во различна ни едниот со другиот, ни со третиот не соработувал, колку беше тешко сето тоа да се усклади и да направи ремек. Тоа јас тврдам затоа што ја имам гледано и америчката и англиската верзија, дека вие актерски па и музички, да не речам, бевте рамо до рамо, ако не и подобри. Види, мюзиклот како жанр е многу комплексен феномен, зашто затоа што бара спремности и глумачки, и пејачки, и танцови, и пред се бара многу дисциплина. Значи ние имавме читачки проби, имавме пејачки проби, имавме корепетиторски проби, имавме танцови проби и имавме физички проби во смисла кондициони проби. Така да тоа беше како лабораториски театар, влегуваш сабајлена проба во 8 и излегуваш вечерта во 12. Се прави, значи не е само дека една проба, имаш многу проби и мораш да се одржуваш во кондиција. Затоа што јас викам доколку глумецот, знаеш, не се одржува во кондиција, се поболи пред премиера и така натаму, тоа е се препис на неговата недисциплина, затоа што дозволи тоа да му се случи сега. Фала Богу, може да се случат неочекувани работи, но во принцип мора да се негуваме и да се пазиме. Оваа професија бара војничка дисциплина. Многу представи се редеа во театар комедија, да не речам во сите беше дел од представите. Ме интересира, имаш некоја представа која што радо би ја вратил одма да се изигра? Некоја што баш тебе те мотивира да дадеш максимум да речем на сцена? Зборуваме за комедија или воопшто? Аха. Па има неколку представи, мислам сите представи ми се мене драги. Сите улоги ми се многу мили. Една представа која што беше феноменална и ликот таму си уживав да го играм, тоа беше за секого има по една. Многу врева за ништо, исто така беше фантастична представа која што се играше доста време до душа таа. Со налетната ноќ исто така представа која што вложивме многу, ја изигравме малку, се случија тогаш некои турбуленции, многу представи. Многу време за ништо, имавте и музички делови. Да, имавме и музички делови, тоа ми е и првата наградена улога во театар комедија. Така да, супер беше таа представа, одлична беше. Супер екипа, супер дружба, интересно, многу. И горе-долу, тоа е тоа, сега не ми текнуваат некои други представи, но сите би ги вратил. Поготово во ова време сега, каде што не се игра многу, би ги вратил апсолутно сите да играме. Тешкотијата во театар комедија беше што имаше преубави представи, а немаше доволен термин да се играат многу тие представи, затоа што доаѓа нови представи и заради играњето на новите представи, старите квалитетни представи мораше да одат во заборав или да се туркаат малку надолу. Па не би рекол дека тоа е така. Заради тоа се случија некои представи добри кои што заминаа во заборав, затоа што кога се менуваат управи, кога се менуваат нови началства, вкусовите се многу
како да кажам, пресудни за тоа, а не би требало да е така, затоа што тие уметнички совети што некогаш постоеле, сега ги нема, ете пробуваме да ги вратиме, тие одлучуваат за тоа, а не директорот што ќе дојде, дали треба оваа представа да се тргне или не треба да се тргне, дали било од претходната управа или не. Имено и Чикаго заради тоа пропадна, затоа што ја донесол еден, а не ја донесол друг, па сакам јас да се китам со тие перија и така натаму, така да живееме ние во едно такво време каде што се уште и за жал премногу се случуваат такви работи што пред се не е джентлменски, а пропомуават од преска. И тоа се случува во култура каде што воопшто не сме тоа да биде пресудно. Па да, апсолутно, ние еве гледаме дека некомпетентни луѓе се ставаат на функции цело време, не само во културата, општо секаде. Некој што нема врска со нешто ќе го става да биде да води еден тим кој што е задолжен за нешто друго и затоа после се случуваат пропасти и многу големи работи кои што би требало да бидат на пиедестал пропаѓаат доле на дното. Им се губи секаков трак. Најинтересно беше сега последното што се бунеа многу и од Струмички театар, да речам сите глумци застанаа дека се против промената затоа што им ставија директор кој што е со физкултурно образование или држал, не можам точно да се сетам. Но знам дека не беше по нивна желба затоа што едноставно човекот според нив нема појма од театарот и културата. Да, имаше нешто такво, види, не е тоа, не станува збор дали е наша желба, јас некој кој што го става директор, дали јас сакам да биде тој директор или не, но битно сакам да ги исполнува условите, да има критериум по кој што ќе се водат тие луѓе што ги бираат тие други луѓе што ги ставаат и знаеш, не е битно дали ми беше зборот, јас сакам, ми одговара мене да е тој директор или не, али кога веќе го ставиле да го бива за тоа што е ставен тука, да го води театарот или институцијата напред, а не назад. Тоа е за тоа станува збор. Така да тоа е тоа. Неколку години театарот се променија неколку, да речем, директори, целокупно раководство се имаше променето по неколку пати. Дали вие глумците го сетивте тоа на ваш терет, да ве на некој начин глумачки да ве уназадуваат, професионално да ве уназадуваат? Па ние како ансамбл секогаш сме сложни, така да низ историјата кој да пробал низ историјата колку што постоиме, колку сме 8-9 години, 10-та можда е сега веќе да не ми замерат. Секогаш сме стоеле заедно, сме биле доста кохезивни, така да кој да проба нешто да направи нема сигурно да може, така да ние се го штитиме грбот едни на други. Се дружите и приватно многу? Да, се дружиме и приватно, сега со пандемијата баш и не, но се дружиме, да, и се држиме. Да. Во моментов одат некои представи или некои подготовки за некои други представи? Во моментов одат две представи на Отворено и Чао пријатно на Тино и на Атанас продукцијата. Тие се затоа што се представи со помал број на актери и траат пократко. Да, ние имавме цела измината година, ние работевме една представа која што се викаше Клетвата на Скотие, на Синиша Евтимов, представа која што е феноменална представа и сега се смејам колку е добро и колку долго ја работевме. Но ете, се случија, пак ќе кажем, некои турбулентни периоди за театарот и се надеваме дека таа представа ќе излезе за скоро. И исто така работевме за прв пат представа на Zoom платформа, што беше многу чудно да работиш, а да не си во директен контакт со колегите и тоа беше многу чудно. Представата се вика Пак тој на Марко Јурага. Се надевам дека и таа представа ќе ја видиме тука во живо. Не знаеме што ни се случува со театарот, малку се чудни овие периоди сега за нас, така да се надевам дека сето ќе се смири, цела вистина ќе излезе на виделина за да знаеме и ние што точно се случило и дека конечно ние ќе можеме да си ја продолжиме својата работа, што е да бидеме глумци на сцена, а не да се бафтаме со 300.000. Вие имате во моментов директор? Да, ние имаме ВД директор во моментов, Нора Шакири. Да. Треба некои измени да се случуваат или тоа си останува? Немам појма што треба да се случува, да. Затоа ти викам, треба ние се бафтаме со сцена, а не со формални правни работи. Затоа ти зборувам. А сигурно доколку тече се по закон би требало да има избор на директор, конкурс и така натаму, не знам точно како да ти работи. Имате вие глумците некој желба некој од вас да биде директор? Јас. Правиле му? Јас имам, да. Сакам Валентин Костадиновски да биде директор. Да. И јас сакам Валентин Костадиновски да биде директор. Ако може и уметнички он да биде. И уметнички, и јас сум исто нека биде Тино. Па да види и Благајна нека. Благајна нека не биде, ама добро, ајде. Не, ако тој е магнет за пари, знаеш, луѓето сакаат да го гледаат него на сцена. Јас кога и да кажам театар комедија, стално првата асоциација име Тино. Не е Атанас Тино, него Тино име прва асоциација. Да, Тино. Па нормално, Па нормално, Атанас е на трето место после Жаре. Тино ни е тука, затоа си го правиме муабет овака успат. Ова само да се вратиме малку на музиката. Пред да почне Макфест,
беше побајаги завршено времето од Чикаго. Самиот си доби некој порив дека сакаш и со пеење се занимаваш. Како дојде се до тоа? Види, јас цело време се занимавам со пеење, но не се занимавав толку авторски, да кажем, со авторска музика, толку активно се занимавав со кавери, цело време пеев на различни ивенти и кога ме викале да бидам водител или не знам да правам некакви си вариете шоуа, цело време пеев, но ете, а одамна ми велеа цело време дека треба да издадам своја песна, дека треба да почнам да се бавтам со музика активно, професионално и ете, конечно се случи тој клика. Иначе имав понуда од Валентино Скендеровски уште пред 8 години да ми прави песна, но некако не го чувствував тој повик. И сега конечно го почувствував и гледам дека тој е вистинскиот. Веќе работам и на втора песна која што за скоро ќе биде исто така готова, така да нема застој сега до нова година и албум здраве Боже. Не знам што се случува со македонската музика, но како да е запрено се и како да нема нови песни, како и да не знам ни што се случува, дали воопшто има нови песни, нови спотови или јас не сум ги приметил дека се случиле во меѓувреме. Додека за разлика од кај нас во Србија, во Хрватска, гледам во околинава, се случуваат масовна продукција на музика. Кај нас е некој застој. Зошто е тоа така? Заради короната или може би има некои други причини? Види, не би рекол дека има некаков застој, затоа што поактивно ја гледам ја сега македонската музичка сцена. Се вадат песни, постојано се вадат нови песни, се вадат и доста квалитетни музички спотови. Да, се случува некаков застој и некаква стагнација заради самата корона и самиот ковид и тука има најразлични фактори кои што влијаат, но мислам дека не е во стагнација македонската музика, можеби ти не си доволно информиран, не си заприметил. И има доста нови имиња, што ми е мене навистина мило. Се појавуваат нови, свежи, нови лица, квалитетни пејачи. Ние сме една почва, една ризница за таленти во на овие простори, значи од музика до глума, преку најразлични таленти, поготово уметности. Така да мило ми е што се повеќе младите добиваат храброст да излезат јавно, дека не се затворени во некаков си кластер и као има време, ќе го направам тоа понатаму. Со песната што настапи на Макфест, направивте после спот? Да, имаме и спот. Песната е, нели, се вика Ајде да наздравиме, музика е аранжман на Валентино Скендеровски, текстот е мој, спотот, режијата е моја и на Емил Петро, тој беше и камерман. Снимавме во театар, сакав првиот спот што ќе го направам да не биде нешто спектакуларно како сите што ги прават своите спотови, но сакав да раскажам една прича за артистите кога ќе се изгаснат камерите, што прават тие. И ја снимав тука во театар комедија, снимав во Гримиорна. И баш буквално е артистички спотот, раскажува една интересна приказна, така да треба да ја погледнат сите. Треба да го погледнат сите тој спот кој што мислат дека оваа приказна може да, како да го формулирам, кој што мислат дека оваа приказна може да им ги отвори очите на некој начин за тоа што се случува кога ќе се изгаснат светлата на сцената, кога ќе падне завесата. Кажеме, нашите македонски телевизии ги имаме многу, емитуваат спотови македонска музика, често одат не само твојава песна, него воопшто како да немам слушнато нешто ново, не знам зошто. Искрено за спотови немам појма, телевизија искрено не гледам многу, но знам дека на радио песната беше многу вртена. Мојата песна беше и на Три радија, беше на топ листи, беше прва, се вртеше многу, а за спотовите телевизија имаше една музичка, знам, али ја затворија сега скоро. Таа на Стоп ТВ или како и да беше. Не знам, стварно не знам што се случува со спотови на телевизија, немам гледано, појма немам. А за радио се слуша македонска музика, да. Не толку колку што би требало, но се слуша. Ајде, Жаре, сега кажувај за кратко, пошто се одјавуваме. Што се иднините во ова, што ќе се случува 2021 година на сите планови? Твој, пошто имаше на 5-6. Па нема што планови, јас цело време тоа викам, работам цело време, не застанувам и сето што доаѓа само сум благодарен за тоа. Така да имам доста ми се отворени чакрите и мислите за остварување на сите планови, на сите работам паралелно еднакво, така да ќе видиме каде тоа ќе однесе и со што тоа ќе резултира. Добро, и на крај сега ќе завршиме со песната, спотот да го пуштиме на телевизија. После муабетов, значи ќе завршиме со песната, а се надам дека уште многу песни ќе има во етерот македонски кои што ќе бидат испеани од преубавиот глас на Жарко. Многу представи во театарот комедија и во другите театри. Кој да те има, само благодет ќе биде тоа за таа.
ти посакувам убав живот, долг живот, среќен живот и така. Да се гледаме, да се снимаме што е можно подолго. Фала ти, Јаце, ти благодарам, баш ми е драго што навистина те бев тука по не знам кој пат и по не знам кој пат сакам да дојдам повторно затоа што муабетот е одличен. Се надам дека оваа пандемија конечно ќе заврши и дека ќе почнеме да се враќаме ние на сцената и публиката ќе почне да се враќа затоа што фидбекот што го добиваш во живо не се опишува со зборови, така да фала ти, аплаузи, ќе се вратат за скоро, се надевам, ете, ќе се смилува Господ на нас, така да ти благодарам уште еднаш за преубавите зборови, чувај се па се гледаме. И жена ти нека те чува. Да, фала, и јас ја чувам. Тоа е, ти благодарам. Разбуди ме, како убав летен сончев сјај, животот е убав тропски рај. Не застанувај, чекори со мене се до крај, за двајца нас ќе биде нај. Љуби ме ти лудо, љуби страстно, ајде сега ти излуди ме. Животот е убав, викни гласно, за вечна љубов да наздрави ме. Подари ми насмевки и луди спомени, да трчаме на дожд разголени. Со другари, музика и нашата љубов, знај, за двајца нас мене ќе има крај. Љуби ме ти лудо, љуби страстно, ајде сега ти излуди ме. Животот е убав, викни гласно, за вечна љубов да наздрави ме. Љубам, лудо сонувам, за тебе јас ќе војувам, сиот свет ќе ти го освојам. Јас со тебе најдов спас, времето застана за нас, и што сака